Цяло си 30 ме. Добро вечер на сите. Отварам го Воорното изборно собрание на радиоклубот Никола Тесла. Давам збор на Томислав Донев, кој ќе даде увод и причини за ова изборно Воорено собрание на радиоклубот Никола Тесла. Добро вечер, дами и господа, пријатели и членови на радиоклубот Никола Тесла Штип. Чест ми е и посебно задоволство да ве поздравам за вашето присуство за одржување на нашето Воорено собрание на радиоклубот Никола Тесла. Во изминатите 7-8 години тоа отсуствуваше од дневниот ред и поради тоа иницијативниот одбор го свика ова Воорено собрание. Ќе му го препуштам водењето на адвокатскиот тим Кирчо Иванов и Дејан Палески, кои што ќе се грижат да истото помине во знакот на статутот и законот и да биде се како што треба. Ви благодарам за присуството. Дополнение на излагањето на Томислав Донев ќе дадам, имавме иницијативен одбор и се обративме до членовите и извршните органи на радиоклубот Никола Тесла и после 14 дена немање на одговор, со согласно сите законски одредби од Законот за здружение на граѓани и статутот на радиоклубот Никола Тесла, го закажавме ова Воорено собрание. Со објавата од 28.6. е ставено дека има право да гласа секој член кој има измирено членовината во радиоклубот Никола Тесла. Објавата е од 28.6. и гледам дека од записникот за присуство имаме 23 членови кои го имаат измирено ова, значи имаат право на глас 23 членови. Ќе констатирам дека претходното собрание изборно е било во 2011 година и дека сите органи се избрани со мандат од 4 години, значи од 2015 година сите мандати им са практички поминати, така да немаме више органи. Затоа сега сме тука да направиме избор на ново раководство. Ќе го почнеме официјалниот дел со избор на верификациона комисија. Предлог за верификационата комисија се ставаме Иванов Кирчо и Дејан Паневски и Томислав Донев. Јас ќе ве замолам само лицата кои имат право на глас, дали сте за членови на верификационата комисија да бидат Кирчо Иванов, да ги броиме, дали има некој против. Значи, констатирам дека со 23 членови гласа е избрана верификационата комисија за официјална работа на ова собрание. Преминуваме на втората подточка, избор на записничар и оверувач на записникот. За записничар е предложен Велјан Ѓоргиев, кој веќе си има за почната со работа, а оверувач на записникот е предложен господинот Владимир Бутлев. Дали сме за овие лица да бидат, значи, записничи и оверувачи? Констатирам дека со 23 гласа се избрани записничари и оверувачи на записник. Предлагам за дневен ред под точка 1 да биде прогласување на собранието и одлуките на радиоклубот Никола Тесла, за кои имавме сознание дека е одржано на 1.7.2018 година, запишено во Централниот регистар на 4.7.2018 година, да се поништат. Тоа е прва точка на дневниот ред. Прво ќе гласаме за да се усвои дневниот ред, па ќе одиме точка по точка. Втора точка да биде избор на председател. Веќе имаме и кандидатура за ова, ќе има право секој да предложи. Трета точка ќе биде председателот да предложи извршен одбор и надзорен одбор. Под четврта точка ќе ни биде овластување на председателот да ги превземе сите действија за да може да ги подпише сите одлуки и да ангажира овластено лице за да ги поминеме сите овие одлуки што ќе ги донесеме, значи, во Централниот регистар.
дали сме за усвоениот овој дневен ред да биде работна фактички. Јас констатирам дека 23 членови со право на глас, нити еден против, ни е усвоен дневниот ред. Пред да поминеме на дневниот ред, сакам да дадам збор на председателот на Радиоаматерски сојуз на Република Македонија, господинот Миле Кокотов, кој ни удостои со неговото присуство и како член на радиоклубот Никола Тесла, али со функција председател на Радиоаматерски сојуз на Република Македонија. Благодарам. Почитувани гости, почитувани пријатели, радиоаматери, колеги, другари. Дозволете од името на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија и од мое лично име како председател на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија да посакам успешна работа на ова собрание и како член на овој клуб посебно ми е мило што во толков број се собравме оваа вечер после долги години и уште еднаш посакувам успешна работа. Благодарам. Ќе дадам збор сега на мојот колега Дејан Паневски, кој причини бараме прогласување на собранието одржано на 1.7. и одлуките кои имаат произлезени од него. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата и укажаната чест да бидам присутен на ова вонредно изборно собрание на радиоклубот Никола Тесла. Не знам колку од вас се запознаети со работите кои се случуваат околу ова здружение, бидејќи истото од 2015 година навака е останато без органи, без председател, без извршен одбор и без надзорен одбор. Предходните лица кои биле избрани на овие функции биле избрани на начин што добиле мандат од 4 години, кој мандат не се продолжува без повторен избор или одржано собрание на кој би бил продолжен. И покрај тоа, овие лица во текот на оваа година и претходната функционираат од истите функции кои уште во 2015 година биле престанати. Пред неколку дена дознавме дека во Централниот регистар се доставени документи за одржано собрание редовно на кој се извршил избор на органи на здружението за кои сметаме дека се несогласно со законот и несогласно со статутот, а во прилог на тоа појаснувам дека и од иницијативниот одбор, бидејќи здружението немало органи кои би можеле да одржат собрание, од иницијативниот одбор беше доставено допис до претходните органи, иако не веќе во функција, за одржување на вонредно собрание и избор на членови на надзорен и извршен одбор како и председател. Согласно статутот, во рок од 14 дена до органот до кој било поднесено ова барање, не е постапено согласно статутот и не е закажано вонредното собрание, па се формира иницијативен одбор од веќе постоечките членови кои ја имаат измирено својата членарина во здружението, да се одржи ова вонредно собрание на кој ќе се изберат органите како што е дневниот ред кој веќе го изгласав. Согласно ова би сакал да ставам на гласање првата точка од дневниот ред, со кој би сакал да извршиме поништување на неправилно одржаното собрание на 1.7.2018 година, како и на одлуките донесени на тоа собрание кои се доставени до Централниот регистар на Република Македонија, со цел да може ова собрание да продолжи законски и донесените одлуки на ова собрание да бидат правилни и спроведени во Централниот регистар. Доколку сте за, ќе ве молам да ги дигнете вашите зелени листови. Ако има некој против или воздржан, значи може да констатираме дека едногласно сите присутни членови кои имаат платена членарина изгласаа да се поништи и собранието и одлуките донесени на истото. За понатамошниот тек од ова собрание давам збор на колегата Кирчо. Благодарам. Преминуваме на избор на председател и да ви информирам само дека имаме више кандидатура на господинот Ванчо Иджекаров. Мислам дека имате и сите вие право. Дали има некој друг да предложи некој кандидат или ќе разгледуваме кандидатурата на господинот Ванчо Иджекаров? Јас ќе го замолам. Веднаш по формирањето на извршниот одбор на радиоклубот ќе донесеме одлука сите членови на извршниот одбор да имат увид во трансакцијската сметка на радиоклубот, со што ќе имат увид во
на финансиските текови, кој донирал, кој платил членарина и така натаму. Истото ќе му се возможи и на надзорниот одбор да има увид и со тоа ќе зголемиме транспарентноста и довербата на членовите и пријателите на радиоклуба Никола Тесла Штип. Второ, ќе на истиот тој состанок ќе донесеме одлука да се изврши попис на сите на сетиот инвентар, алати, уреди, станици, антенски системи кои што ги имаме во клубот, но и надвор од клубот. Тие што се од надвор од клубот, комисија ќе оформиме комисија, ќе ги посете луѓето да ги вратат опремата во исправна состојба и секој уред, секој инвентар ќе се добие инвентарен број и на крајот годината, како што е ред по закон, ние ќе ги оформиме комисија и ќе имаме попис на сета опрема. Лично ќе се заложам, а и од членовите ќе барам да ги уредиме просториите на клубот, за да може клубот да работи цела година без престано. Значи, прво и основно е клима уред, нормално за зимскиот период да има грејење. Ќе се заложам за формирање на сите секции во радиоклубот Никола Тесла и што повеќе членови да членуват во секоја секција се согласно своите афинитети. Пето, како членови на извршниот одбор ќе поддржуваме иницијативата за привлекување на младата популација, односно на ученици од основно и средно образование, да учествуваат на курсевите што ќе се одржуваат во радиоклубот Никола Тесла Штип, а за предавачи ќе ангажираме проверени радиоаматери, радиооператори, кои што имат персонални и професионални успеси и успеси во радиоаматерските надпревари во разни категории. За шесто, искуството од моето работење ми наложува тимска работа. Тоа значи секоја иницијатива од секој член на нашиот клуб, дури и од пријатели, љубители на природни и технички науки, што ќе пројават интерес да дојдат у клубот и да ни дадат некоја сугестија или некоја иницијатива, највнимателно ќе разгледаме, на извршен одбор ќе презентираме. На крај би сакал да ви се уште еднаш заблагодарам на изборот. Верувам дека самиот ќе работам предано, ќе искористам мојот интелектуален и професионален капацитет. Благодарам. Статутот има право да предложи 8 членови на извршниот одбор. Дали е спремен да предложи, значи екипа со која ќе сета таа работа што претходно образложи успешно заврши со мандат од 4 години. Јас вака ќе предложам проверени членови на радиоклубот Никола Тесла, долгогодишни членови и само таксативно ќе набројувам, нема да ги кажувам сите нивни успеси, значи за да не да увеличуваме седницата. Број 1 Томислав Донев, член е од 1982 година и од 1995 година добитник е на плакета од радиоклубот Никола Тесла за неговите активности во радиоклубот. Игор Дериволов, член е од 1996 година. Зоран Димитров, член е од 1994 година и има освојано неколку први места на државни надпревари во аматерска радиогеометрија, конструкторство и е дел од екипата светски шампиони во радиотелепринтерство. Горан Куковалиев, член е на клубот од 1994 година и има неколку први места на собери на радиоаматери на Македонија. Дени Чавдаров, член е од 1982 година. Доктор Озрен Спасков, член е од 1987 година, несебично финансиски и материјално го помага клубот, учествува на надпревари на светско ниво и каде освојува први и втори места. 7. Магистер по технички науки и председател на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија господин Кокотов Миле. Има ги положено сите радиооператорски и радиоконструкторски класи. 8. Доктор по технички науки Ристе Поповски, член од 1976 година. Сметам дека овај тим има интегритет и професионални карактеристики да може да го води клубот како што треба, по закон.
Благодарам. Да кажем дека сме завршили успешна вонредно изборно собрание, да посакам на сите членови, на председателот и на ново избраните членови, значи успешна работа од името на целата верификационна комисија. Благодарам на сите за присуството, както на членовите, така и на гостите.